Актуелните случувања во нашата држава не ја одминуваат ни медиумската дејност, ниту пак новинарството како нејзин составен дел. Оценките за намалување на слободата на информирање од година во година ја ставаат Македонија на најниските скалила во однос на другите земји од светот. Француски експерти од организацијата Репортери без граници го објавија светскиот индекс на слобода на печатот за минатата година и според резултатите Македонија се најде на ниското 123-то место, бележејќи огромен пат од 84 места во споредба со позицијата што ја имаше пред 4 години. Негативните трендови продолжуваат и годинава, особено со најавите за илустрирање на новинари и одговорот на таквите најави преку формирањето на така наречениот новинарски пленум. Во овој осумаголник разговараме со Климе Бабунски, комуниколог од Институтот за социолошки и правни политички истражувања од Скопје, за состојбите во новинарството и медиумската дејност во Македонија. Бабунски, деновиве актуелен е меѓу новинарите создавањето на едно ново, условно речено, неформално здружение, новинарски пленум, доаѓа после сите оние пленуми кои што ги формира во образованието, студентскиот, средношколскиот, наставничкиот, професорскиот. Како го толкувате ова формирање? Имаше ли потреба да се направи еден новинарски пленум? Па, нели со сета резерва, затоа што професионално не живеам од новинарството директно. Директниот одговор на прашањето веројатно го знаат подобро од мене новинарите, но пленумот, иако носи еден атрибут кој го стеснува во смисла на одредена професија, сигурно ќе мора да се занимава со многу неновинарски прашања. Во таа смисла, пленумот без оглед на таквиот атрибут представува обид да се канализира една обштествена енергија, една социјална активност која очигледно во месециве, последни 2-3 месеци ни се случува, би рекол на еден катарзичен начин, и претпоставувам дека повеќето луѓе ќе се согласат дека тоа е добро, за разлика од некои, нели, кои се влезени или за жал, поточно кажано, не можат да излезат од погрешниот филм и сето тоа го доживуваат као рушење на државата и некои слични цитати од теории на заговор. Но факт е дека на новинарството, особено на некои или на повеќето медиуми во Македонија, им недостасува една сериозна, постојана врска со граѓаните, со публиката, како организација која произведува вести, информации, преработува вести, информации, како организација која несомнено мора да функционира според јавниот интерес. Она што ни се случува години со ред и чиј резултат го гледаме во редица неславни рекорди, каде што слободата на изразување, слободата на медиумите според многу параметри меѓународно признати покажува дека е страутно опадната во Македонија. Тоа е една од димензиите што новинарскиот пленум би требало да ја смени таквата состојба, значи да го унапреди тој комуникацијски канал, да го изгради одново, да го востанови, затоа што како и секоја организација, така и медиумите мора да имаат односи со јавност.
Не е доволно да кажете јас сум во собственост на некој и собственикот во крајна линија ќе одлучи каква ќе биде уредувачката политика, или затоа што власта, односно владата решила да даде некаква сума, најчесто многу голема сума на пари во македонската радиотелевизија, тогаш таа иста влада или тој министер или тој премиер има неприкосновено право да решава за уредувачката политика. Значи, таквите работи само кажуваат на какво примитивно ниво свеста во однос на слободата на јавниот говор во Македонија. И оноку колку што можам за сега да разберам, задача на овој пленум е да ги менува и да ги унапредува состојбите во оваа сфера. Од социолошки аспект се дојде впечаток дека како еден вид тренд да стана во последниве неколку години создавање на паралелни здруженија, формални и неформални, имајќи предвид дека новинарите имаат веќе две своји здруженија, ова е некој начин трета форма на организирање. Значи, затоа ова е несекојдневен период за нас како граѓани, веројатно и за вас како новинари, медиуми, за нас како публика. Само да подсетам, кај нас години со ред беше, речиси, еретичка и самата помисла да се организира некоја дебата по телевизија, било да е национална или регионална или локална, или се знаеше, или се уште се знае дека министрите или премиерот од актуелната власт нема да појдат кај одредена телевизија, ама ќе појдат кај некоја друга телевизија, или дека одредена телевизија нема да го покани првиот човек на опозицијата. Значи, таквите строго диктирани, цензурирани начини на комуникација сега треба да се надминат, односно да се воспостави некаква нормалност. И ЗНМ, и новинарскиот синдикат несомнено во сите овие години на цензура и автоцензура имаат позитивна улога. Не мора по автоматизам да се изведе и погрешно, и не треба по автоматизам да се изведе заклучокот дека затоа што еве сега се формирал овој пленум, тоа е доказ дека постојните, овие две што ги спомнав, нели, здруженија се минато свршено време, далеку од тоа, но факт е дека претпоставувам че треба уште повеќе, многу повеќе сериозна размисла за да се утврди идентитетот, да се профилира овој новинарски пленум. Јас и пред вчера всушност кажав во една слична пригода дека повеќе би го разбрал тоа како пленум за македонската радиотелевизија, бидејќи непосредна причина, повод, настане, нели, автоцензурата и цензурата што се случува во македонската радиотелевизија, и затоа тоа повеќе би го разбрал како пленум за дури не и за македонската радиотелевизија, туку суштински како пленум за јавносервисна радиодифузија во Македонија. Било да е на национално ниво, било да е на локално или регионално. Затоа што јавносервисната радиодифузија како изворен и автентичен европски процес или појава, феномен, за жал во Македонија е непостоечка работа. Ма тоа не е новина од сега, тоа е веќе 25 години. Да, тоа не е новина од сега, но знаете, некогаш на вистина треба да се, како што би се, мислам, да се преминат сите црвени линии, да се премине преку
многу црвени линии за да се разбере или да се почувствува и особено да се создаде свест дека тоа што го финансираме на еден или друг начин како граѓани, мора да добиеме соодветен производ, односно услуга. Дали некој си премиер ќе реши да потроши толку или онолку пари за јавносервисната радиодифузија, или тоа ќе решат, или тоа ќе се isprocesira преку радиодифузна такса што ќе ја плаќаат, што ја плаќа секој граѓанин и така натаму, тоа е само техничко прашање како ќе се уреди финансирањето на јавносервисната радиодифузија. И во едниот и во другиот случај властите имаат само техничка улога, тие немаат суштинска улога да решаваат што смее, а што не смее да се објавува, затоа постојат совршено јасни правила за оној кој сака професионално да се врши работата. За жал, во моментов е таков склоп, би рекол, на кадровски решенија и во владата, и во македонска радиотелевизија, што граѓаните остануваат со затнати уши, затворени очи и затворени усти. Можат ли сами новинарите да направат нешто повеќе, имајќи предвид дека сепак структурата која што ја раководи македонската радиотелевизија конкретно останува Значи, новинарите, како и секој граѓанин, секогаш, ако сакаат, можат да направат повеќе. Можат да изменат некои работи. За сите што работат во кој да е медиум, секогаш постои некој друг медиум кој според различната уредувачка политика ќе дозволи тоа да се објави. Сега повторно да не бидеме наивни дека нели она што новинарите во МТВ не смеат или не сакаат да го објават. Значи, ако не сакаат и таму и каде е било, ама ако не смеат, дека ќе се стрчаат да го објават на некој друг медиум. Но, знаете како, ако професијата сама не се избори за почитување на сопствените принципи, ако недостасува тој нужен притисок од колегите, ако недостасува притисокот од одделни сегменти на јавноста, на граѓанството, тогаш е исто како да нема, ама баш никаква општествена или професионална норма која создава одредена одговорност кај тој што ја извршува работата. А мислам дека нема двумење дека на никого, на никоја држава, општество, нити таква власт и треба која е неодговорна, нити такви медиуми кои се неодговорни. Обично оправдувањето доаѓа, знаете, оној кој ги дава парите не може да се зборува против него и тоа е главното оправдување. Да, може ли во овој случај да се за тоа реков, значи примитивизмот на тоа е нешто што не смееме ни за секунда да го прифатиме и тие што решиле да дадат пари за приватни медии и да инвестираат во медиумската индустрија, не значи дека можат и смеат да прават што сакат. На крајот на криштата, нели, автопатиштата се издаваат на приватни концесионери, ама тоа не значи дека приватниот концесионер не смее да ги почитува сообраќајните правила по кои ќе се одвива сообраќајот. Или ако имате пари и сакате да изградите приватна болница, секогаш ќе водите извонредна грижа и сметка луѓето што ќе работат таму да бидат врвни професионалци, болницата ќе има многу развиен и чувствителен однос кон пациентите, кон јавноста и така натаму, затоа што тоа треба да ви донесе профит. Само во новинарството, нели, работата има и политичка сенка, профитот ти е загарантиран. Со ваква власт која
е најголем купувач на медиумско време и простор, всушност се корумпира целата индустрија. Значи, најголем криминалец во медиумската индустрија е власта. Не е ниту некој индустријалец што сака да си го рекламира производот, туку самата власт која закупува медиумско време и со тоа всушност очигледно, имаме можност да слушнеме во последниве месеци, ја дефинира и одредува уредувачката политика. Кај граѓаните, барем за сега, се уште како некаква резервираност, ако може така да се каже, се добива впечаток дека помалку стануваме рамнодушни, дека со секоја нова промена на власта, улогата на македонската телевизија како јавен сервис, конкретно сега зборуваме, дека ќе задржи истата траса, би рекол. Значи, тоа промената на власта нема да промени многу. Би рекол наталожување на едно негативна, погрешна општествена пракса. Ние се одучивме да се згрозуваме, да се скандализираме на некои негативни работи кои ни се случуваат во целиот овој транзицијски период. Не баре се научивме на криминал и сега па што? Значи, да, имавме едно време Бранковизија, сега имаме Грујовизија на екраните на македонската телевизија и токму за тоа се работи. Значи, треба да смогнеме и интелектуална храброст и моќ, и општествена, и индивидуална, и колективна, за да знаеме и ние да ја поставиме границата и црвената линија, како оние кои од чии пари се преку буџет или преку радиодифузна такса се финансира МРТ, да ги поставиме нашите барања, што сакаме за тие пари, а не сакаме ништо поразлично или нешто невозможно што во некои други земји во рамки на јавносервисната радиодифузија се произведува и се испорачува како производ до граѓани. Не знам колку имате, ги следите состојбите во поранешните југословенски републики, односно Балканот. Граѓаните и таму се жалат дека и таму јавниот сервис не ја исполнува улогата како што тие очекуваат. Значи, во тоа е поентата. Граѓаните и во Обединетото кралство, каде нели BBC е поим за јавносервисна радиодифузија. Граѓаните и во Германија, каде ARD е исто така во европски рамки поим. Секаде има поплаки, секаде има барања, секаде има судири, но таму е незамисливо да се случува ова што нас ни се случува. Малтене не се знае или не можете да дојдете до имињата на луѓето кои раководат со македонска радиотелевизија. Никаде на мрежната страна или во некој билтен што од време на време 3 или 4 пати годишно или барем еднаш годишно Советот на македонската радиотелевизија ќе го објави. Значи, тоа е тело кое управува со тој јавен сервис, управува заради моите, вашите, потребите на граѓаните. Јас не ги знам тие луѓе, затоа што они веројатно им одговара да бидат илегалци во собствената работа. Мислите, не се само јавно објавени или туку луѓе треба да бидат и што се од браншата? Значи, конкретно се занимавале со новинарство. При нивниот избор некогаш, да, се знае кој е избран, но после тоа тој совет нема ништо кажано. Значи, како да ви објаснам, во сите овие јавносервисни радиодифузии правило е дека самата куќа, самиот јавносервисен радиодифузер востанова собствен кодекс на професионално работење. МРТ, јас не знам дали воопшто некогаш имале во овие последни 20 и неколку години
и вообичаено, например, случајот на BBC или случајот на ARD, таквиот нивен кодекс е дебела книга на правила. Се знае во која ситуација, како ќе се покрие настанот, се промислуваат факторите, причините, елементите, зошто и како на некого ќе му се даде пристап до програмата, на некого нема да му се даде. Например, на мрежната страна на Македонска радиотелевизија, каде што се тие поединечни нели табови или менија, вие немате ништо за култура. Има за спорт, има за вести, има за не знам што. Каков е тој јавен сервис кој на својата мрежна страна не сака да се покаже и да се идентификува како радиодифузер кој има таква продукција? Веројатно нема во последните години, па веројатно, односно сигурно не заслужува да биде именуван како јавносервисна радиодифузија. Не само заради тоа, туку и за милион други работи. Сега би сакал да проговориме малку и за слободата на говорот, она по кое што веќе добиваме критики на јавна сцена, би рекол, и од меѓународните организации, паѓа слободата на говорот, иако барем во нашава држава може да се слушне официјално мислење од официјалните институции дека има медиуми кои што се слободни да објавуваат информации кои што се однесуваат и на работењето на опозицијата, односно на оние политички страни кои што не се на страната на власта. Како го толкувате тоа? Имаме медиуми кои што се условно речено слободни и можат да објавуваат или пак тоа е недоволно? Значи, како да кажем, зависи со што се споредувате. Ако возите на автопат, сите возила и оние стари 10 години можат да постигнат брзина од 100 км, и они се движат, ама суштинска е разликата меѓу едно ново, современо возило и некое кое веќе рѓата се прозира низ бојата. Отприлике таквата аналогија може да се сведе и на нашава состојба за она што прашувате. Значи, не така одамна бевме меѓу првите 5-60 земји по неколку листи на слобода на информирање, а сега сме околу 120-то место и не знам каква е таа власт ако не е диктаторска и ако упорно тврди дека сепак и во Македонија постои слобода на говор. Да, постои, ама од 120-то место, а не од 500 или 600. И зошто сега би требале ние да бидеме среќни, затоа што сме делумно слободни, а можеме да бидеме, или треба да бидеме слободни. Дали тоа треба да не прави молчаливи, дали тоа треба да не прави среќни, или дали тоа и дава право на која и да е власт да им каже на граѓаните ова што ние ви го даваме, ви е доволно, да не чујам глас повеќе. Виновни ли се самите медиуми, новинарите, кои луѓето што работат во медиумите, ја прифатија таа игра? Значи секако, не може Дзидарот да не е крив затоа што куќата не чини или се распаѓа или е криво изградена, не може да се изземат новинарите затоа што и собствениците, нели, затоа што подклекнуваат под притисоците на власта, да бидеме начисто во секоја земја. Постои желбата на оние кои се на власт да управуваат и со информациите во земјата, но демократските правила имаат одредени стандарди, па според нивното почитување, некоја земја е слободна, некоја не е слободна, некоја се наоѓа на 50-то или на 20-то место, а некоја се наоѓа на 100-то или на 120-то.
Затоа велам, зависи што сакате и со кого сакате да се споредувате. На крајот на криштата, па може би и на таа логика и ние сме предпоследни или предпредпоследни според стандардот во регионот и треба сега да бидеме среќни затоа што не сме најсиромашни. Кога веќе го спомнувате стандардот, на некој начин новинарите се зависни од она што им се случува да прифатат таква игра, бидејќи економски се зависни, односно екзистенцијално, и се доведени, би рекол, во ќош. Како и сите други вработени, например, земете ги инженерите што за 10-12 работат во економските зони на странските компании, ама нели некој колега со иста таква диплома на вработен инженер во тие фирми, како да кажам, имал повеќе рбет, имал повеќе храброст и отишол и работи во некоја друга земја и живее многу подобро. Значи, колку и да е тешко, секогаш треба да се трудиме да го најдеме вистинското решение или излез и во секоја ситуација нели да не заборавиме дека изборот го правиме ние. Како граѓани, како професионалци, се едно. Еден феномен што е карактеристичен за Македонија, можеби и за регионот Балкански, меѓутоа нашава држава е, би рекол, специфична. Квантитетот за овие години не донесе некој значителен квалитет. 20 на години веќе имаме, условно речено, независни медиуми, тоа многу малку се постигна. Да, тоа е веќе прашање кое упатува на сите грешки како се управувал медиумскиот сектор. Значи, Македонија е, мислам, последна земја во регионот што доби закон за радиодифузија. Советот поранешен за радиодифузија, сега нели Агенцијата за аудиовизуелни услуги, тој индустријски, приватен, комерцијален дел од радиодифузијата во Македонија е според мене лошо управуван, затоа што на мало стопанство и прилично немоćно, повеќе немоćно отколку мало, има други мали стопанства што се многу по-добри од македонското, имаме премногу медиуми. Ако може така да се каже, по глава на огласувач или по глава на потрошувач, затоа што рекламата ги поврзува огласувачите и купувачите и потрошувачите, а тоа е изворот од кој се финансираат нели комерцијалните медиуми, има премногу медиуми. И за едно мало парче во кафезот имате премногу зверови што треба да се нахранат од тоа мало парче месо, и тоа само создава или ги втурнува играчите, тркачите да користат недозволени средства, ја зајакнува до решавачка улогата на власта, или да ги корумпира, мислите? Апсолутно, затоа што еве агенцијата минатата година на секои 2 или секоја година они објавуваат, поранешниот совет, сегашната агенција објавува анализа, преглед на медиумската индустрија во смисла кој е најголем огласувач, колку милиони денари вреди целиот тој обрт или бизнис. Јасно е видливо дека владата и најголемата партија од владеачката коалиција, односно ДПМН, се првите огласувачи. Иако, според листата, првите 2-3 места ги заземаат меѓународни
фирми, корпорации кои се присутни во Македонија, но ако малку повеќе се анализираат сумите односно времето, неколку пати повеќе време владата и незините проекти, програми и ДПМН се имаат поголемо или подолго време, повеќе простор од овие стандардни комерцијални огласувачи. И сега, знаете како, всушност си слушаме последниве 2 месеца од бомбите на каков начин таквиот финансиски упад во медиумската индустрија се рефлектира врз уредувачката политика. Значи, што би се рекло црно на бело, од оние кои сркале од грнето. Повеќе и не знам кој може да докаже нешто, оти се е докажано и преку анализа на бројките, преку извештајот, но и преку изворни изјави на луѓето кои донесувале одлуки за такви работи. Што ќе се случи кога ќе престане тој начин на помагање финансиско? Значи, како и секоја прегреана стопанска гранка ќе мора да се излади, односно медиумската индустрија во Македонија да се сообрази со стопанството, со купувачите на медиумско време и простор и со куповната моќ на граѓаните, односно оние кои купувајќи разноразни производи им овозможуваат на производителите да им плаќаат на медиумите за секундите, минутите, сантиметрите во весниците. Секој пазар, па и овој, ако нема вакви упади како што се случуваат кај нас со страна на владата, ќе си најде некоја рамнотежа. Често пати сме слушале дека пазарот е најдобар регулатор и доаѓаме нели на тоа во оваа ситуација. Реално е да се очекува дека колку повеќе власта, политиката ќе излегува, например, не е само власта главен инвеститор или финансиер во медиумската индустрија, тоа е и во некои други гранки. Така да, наместо да биде само регулатор на пазарот во кој да е сегмент, кај нас власта се јавува во еден од главните играчи. И несомнено, ако е еден од главните инвеститори, тогаш и оние кои имаат корист од таквите инвестиции, се спремни да ги заборават професионалните правила и да му одоволат на инвеститорот. Колку скоро може да се очекува дека ќе има вишок медиумски продукти на рафтовите каде што пазарот нема да ги купи? Значи сега има, само тоа не се гледа заради ова што го кажувам до сега. И во моментот се вишок играчи, и во моментот е таквата ситуација, ќе дојде до преструктурирање на медиумскиот пазар во моментот кога ќе престанат или ќе се намалат ваквите, за мене секако криминални инвестициски инекции во медиумската индустрија, и тоа секако нема да се случи преку ноќ. Да не заборавиме, тоа е сон идеал на секоја власт да може да троши буџетски, а други и нема, нели, парите на граѓаните за своите потреби. Редица земји тоа го имаат решено соодветно на демократските стандарди и принципи кои ја гарантираат конкуренцијата во тој
сектор, во медиумската индустрија, токму затоа што треба таа индустрија да обезбеди слобода на изразување и слобода на медиуми. Колку за пример, во скандинавските земји државата подпомага печатени медиуми, ама никогаш првиот и најдобро продаван весник, затоа што тој очигледно, значи може да се земе еден од критериумите, оние што нели имаат најголем дел од публиката и така натаму, па нив да им помогнеме. Не, они очигледно успеале да обезбедат доволен дел од пазарот да освојат и да обезбедат доволно финансиски влез врз таква основа. Треба да му се помогне на вториот, на третиот весник, треба да и се помогне на некоја трета, четврта радиостаница или телевизија. На крајот на криштата треба да се отвори еден, особено за електронските медиуми, простор кој е познат како радио непрофитно или радио на заедницата, каде што државата токму затоа, било на локално или централно ниво, затоа што треба да обезбеди услови и средства за слобода на говорот, техника, студио, предаватели ги дава на располагање на одредени групи, граѓански здруженија. Секако тука работат и новинари, професионалци, но таа програма е некомерцијална, произведена соодветно нели на потребите на заедницата. Заедницата веќе го платила трошокот на производство и во таа смисла е непрофитна. Сакате да кажете дека дел од колчето сега го добива македонската радиодифузија, односно македонската радиотелевизија да се не само тоа, туку оној дел од инкриминираните пари кои се трошат за кампањи каде што владата одлучува што и како, треба да се ослободи и во смисла и на еден многу подемократски начин овие медиуми на заедницата, радио, телевизија, а зошто не и весници, да можат да постојат, ама по таа логика, нели, нема главен и одговорен уредник да биде владата или министерот или премиерот, туку ќе бидат некои луѓе што си ја знаат работата и она што на почеток го кажав, ќе постои тој жив комуникацијски канал меѓу граѓаните и медиумот и на тој начин нештата суштински ќе бидат изменети. Сме далеку, мислам, се уште... Сигурно, далеку сме од многу работи. Каде ја гледате иднината на информирањето во Македонија, имајќи предвид дека долго време сте веќе во македонскиот информативен простор, што очекувате? Па знаете како, не очекувам да се случуваат чуда. Значи, за да се сменат работите мора да постои некоја правна рамка која не само што ќе овозможи промената, туку и ќе ја гарантира. И сега, значи, знам, бидејќи бев дел од критичарите и аналитичарите од тој процес на последниот закон кога се донесуваше за аудиовизуелни услуги, оние што мислиме овака бевме прогласувани и од ресорниот министер и од владата за непријатели, за вакви, за онакви. Кога почнаа да стигаат исти такви критики од меѓународни експерти, тогаш, бидејќи, знаете, не можат нас кои овде цело време живееме да не преведат жени преку вода, се обидуваа нив, странските експерти да ги преведат жени преку вода, па игра со разни верзии, па да, ова ќе го направиме, па во следната верзија нешто друго ќе изменат и така натаму, и тоа е еден круг постојано се врти. И на крајот Дуња Мијатовиќ од ОПСЕ испрати, би рекол, недипломатско едно писмо каде што јасно каже и така натаму. Други редица
реномирани меѓународни организации како Артикл 19. Да се подсетиме, пред некое време беше високиот службени комесар при Обединените нации за човекови права и слободи, истото го заклучи. Значи, нештата нема сами од себе да се променат, мора да се работи постојано, да бидеме начисто, ние ги немаме како граѓани ресурсите што ги има која и да е власт, особено нели актуелната, во смисла да ги реализираме своите идеали и така натаму, затоа што очигледно и власта си реализира некои своји идеали, но има неспоредливи средства. Ама многу пати се покажало дека нештата и со помалку средства на располагање, ама со доволна храброст и умност можат да се променат и најкрајот на криштата ја не гледам причина да не верувам дека тоа е возможно и дека тоа ќе се случи исто така и во Македонија. Веројатно новинарството како дејност и како професија ќе преживе, имајќи предвид дека поминало многу искушенија до сега и нивото. Значи не е спорно, значи како професија новинарството, иако нели со целиот развој на информатичката технологија едно време се мислеше па да, изумира или па сега секој може да биде новинар, да, секој може да биде извор на информации, ама далеко тоа дека секој може да биде новинар. Повторно само еден мал пример, оние радиодифузери кои држат до себе и сакаат да бидат јавносервисна радиодифузија, како што е BBC или како што е дури и на други континенти надвор од Европа постојат јавносервисни радиодифузии од поинаков тип, но сепак постојат. Таму е познато нешто што се вика програма произведена од гледачите. Значи, денеска нели секој може да произведе клип, да произведе нешто што е од јавен интерес. И тоа да го евидентира, да го сними и да го достави до некој медиум. Прекрасни програми се направени од страна на BBC во, би рекол, копродукција со граѓаните, каде што, например, BBC произведе многу добра серија на телевизиски емисии по повод 100 годишнината од Првата светска војна, каде што граѓаните кои имале домашни архиви од каков и да е тип, сето тоа сами го филмуваа, па после и го даваа на BBC. Значи, една културна мисија, една мисија на програма која образува, една мисија која се граничи со еден видео архив, создавање и така натаму и така натаму. Ние имаме многу повеќе причини сега во независна Македонија да произведеме нешто слично по повод 100 годишнината од Првата светска војна, или го пропуштивме календарот 100 годишнината од Балканските војни и така натаму, ама очигледно под диктат на власта Македонската радиотелевизија произведува и емитува документарна програма за, не знам, Аминта, Филип, Аце, Букефал и слични глупости. И таквите нешта оставаат горшлив вкус кај граѓаните и кај гледачите. И токму затоа работите, мислам дека ќе и всушност се менуваат. Јас ви благодарам за разговорот. Благодарам.